А по најновите случувања од земјата и светот, време е и за првиот гостин во студио. Денес мојата колешка Слободанка ќе го причека докторот од Аџибадем Систина, доктор Никола Лазовски, кој што е специјалист по васкуларна хирургија. Добро утро за вас. Ќе зборуваме на една интересна тема. Причина е изведувањето на еден комплексен зафат во оваа област, Слободанка. Така е, Оливера, добро утро. Добро утро. До тебе. Добро утро и до нашите гледачи, ќе им посакам да имаат убаво пријатно утринско расположение и од нас, но секако и добре дојде за нашиот гостин. Добро утро и добре ни дојдовте и драго ми е што ќе имаме можност да зборуваме за нешто ново што се случи во Систина, но пред се добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам поканата и ги поздравам гледачите. Со оглед на тоа дека вие сте прв пат, така рековме, кај нас во утринската програма, за темата веќе ја знаеме. Па јас би започнала веднаш со истата, со оглед на тоа дека ја имаме и на ТВ екраните, за прв пат во Македонија, во Аџибадем Систина, изведена комплексна ендоваскуларна процедура. За понатаму со медицинските термини да не се стужиме толку многу, за да им објасниме многу убаво на гледачите за што конкретно станува збор. Па, вака, ја би почнал од една поопшта тема, односно од мојата суспецијалност, што подразбира и што лекува. Секако. Јас сум суспецијалист по васкуларна хирургија и тоа подразбира лекување на крвните садови, на артерии, на вени, вклучително и на аортата, која што е најголем орган. До пред неколку години, поготово кај нас, а претходно и у светот, све ова се работеше отворено, хируршки, класично, со многу голема агресија, у контролирани услови тоа, под анестезија, но сепак е агресија врз организмот, со голема крвозагуба, со голем број компликации, со голем број проблеми после операција и за време на операција. Но со развојот на медицината, исто како у сите други области, се дојде до некаков степен да пациентите имаат поголем бенефит со многу помалку агресија и се почна со ендоваскуларната проблематика, односно минимално инвазивен пристап на лекување на крвните садови, како на артерии, така и на вени, но сега еве денес фокусот е на артериите, односно на аортата. И така почна од помали артерии, стигна до ендоваскуларен третман на аорта, кој што стана стандард у светот, го имплементиравме и кај нас, но подоцна се увиде дека тој стандард на лекување на аортата не е доволен да ги излечи сите болести на аортата. Имаме различни анатомии, имаме различни конфигурации. Секој пациент е индивидуален, си има своја анатомија која што може да е релативно стандардна, но е различна кај секого. Индивидуално. Без разлика. Еве, може вие сте 180 висока, може јас сум 150, така. И ние сме различни по структура. Така е. Дори вчера се извинувам во текот на вчерашниот ден зборувавме и за грипот кој владее, па кажавме дека дури еден обичен грип или обична настинка е различен кај секој, па исто и ова што го сега зборувате. Се појави потреба да се индивидуализира начинот на лекување, иако минимално инвазивен, иако ендоваскуларен, да се индивидуализира кај секој пациент посебно. И покрај тоа што имаме стандардизирани методи, ние сепак мораме кај одредени пациенти да применуваме индивидуализирани методи, зависно од болеста и зависно од морфологијата и анатомијата на пациентот, односно на аортата негова у конкретниот случај. Како се загрозува аортата најмногу? Од кои можни причини? Има неколку болести кои што ние ги лекуваме кај аортата. Едната е стеснување на аортата, која што се лекува, исто може да се лекува минимално инвазивно и отворено. Другата е проширување, односно анеуризма ја викаме. Третата е дисекција, односно раслојување на аортата, на која основа може да се направи анеуризма. И четвртата е повреда на аорта, кај сообраќајни несреќи често знае да се случи повреда на аорта, која што ќе бара итен тевар. Тоа така е по стандарди денес. Итен стент. За да се интервенира. Да. Како и да е, еве за конкретниот случај ако збориме за ова ние што го направивме,
се одлучивме, ние ги викаме комплексни аортни процедури, односно не се стандардни, кај што се поставува само еден стент на аортата на местото на проширување или на местото на стестување, односно се комбинира тој основен стент со други дополнителни стентови. Се одлучивме да направиме комплексна аортна процедура која што вклучува стандарден стент, кој што налегнува на болниот дел на аортата, но тој мора да почне од здрава територија на аортата. И низ тој стандарден стент, преку артеријата за левата рака, со специјални направи кои што се креирани за таа намена, направивме отвор на материјалот, дека стентот е направен од метална структура и е обложен однатре со материјал, во конкретниот случај беше политетрafluoroетилен, тоа сосема небитно, битно е да се исклучи крвотекот од болниот дел на аортата, а да се насочи низ стентот. И затоа е он затворен со материјал. На материјалот направивме отвор, кој што го проширивме со балони, и низ артеријата на левата рака ставивме уште еден стент кој што ќе ја храни практично артеријата на левата рака, без при тоа да направиме дополнителни оперативни јас ќе прашам да со ова сега што го зборувате и појаснувате многу поедноставно и за вас, нели, како доктори и хирурзи, за колку голема е разликата од претходно до сега ова што го ние слушаме новиот метод за ваквиот вид на операција, оперативен? Па е многу е сериозна разликата. Еве ако тргнеме од најстандардните методи, во принцип тоа би подразбирало една многу комплексна операција на тој дел од аортата кој што е заболен. Веројатно ќе бара, неверојатно, него сигурно ќе бара машина за екстракорпорална циркулација, иста таква која што се користи кај кардиохируршки операции, за да се извади крвта, за да може да се работи на условно кажано чисто поле, но тоа за организамот, пак ќе речам, секој организам различно го поднесува, но тоа за организамот е сериозен шок. Да, верувам, по ова што ми го кажувате. Лекувањето трае веројатно најмалку 2 недели ако помине без компликации, а компликациите кај вакви пациенти се чести. И денес не дека не се работат отворени хируршки методи за овие пациенти, се работат, но се работат во високо специализирани центри кои што се неколку Европа и неколку у Соединетите Американски држави, веројатно има и у Азија, мене не ми е позната за да се таа територија поедностави начинот на... Да, но се само неколку у Европа. И таму се уште се работат отворено, но ова е во високо специализирани центри. Доколку се одеше на оваа претходна комбинација, односно хибридна процедура која што ние ја користевме, тоа беше комбинација на операција со крвните садови на вратот, класична операција, кај што правевме премостување и после стававме стандарден тевар, затоа што ниту имавме експертиза, ниту имавме направи, односно девајси кои што би користеле за комплетна ендоваскуларна процедура. Повторно е тоа 2 анестезии за пациентот, една операција со вградување на вештачки материјал оперативно кој што си влече своји компликации можни, така? Да. Крвозагуба, агресија, па втора целосна анестезија за имплантирање на стентот, па постојано следење на состојбата постоперативно и така, и рехабилитацијата, прво времетраењето на процедурите се зголемува, така? Да. Лежењето у болница за пациентот се зголемува, трошоците се зголемуваат, потребата од крв и така натаму. Се нешто свое. А бенефитот за пациентот го гледа отприлика по 7 месец. За разлика од сега. За разлика од оваа метода, каде бенефитот се јава, условно да кажем, инстантно, еве конкретниот наш пациент. Да, сега ви направивме операција само за прв пат на еден пациент или? На еден. Така. Сега ајде нешто малку повеќе околу. Да, направивме интервенција на еден пациент. Прво бевме на обука у Бреша за оваа интервенција пред неколку месеци со колегата. Колку траеше обуката? 2 дена. 2 дена траеше обуката. Каде што ја учевме методата. После беше услов да најдеме соодветен пациент за такво нешто. Стандардно за воведување на нови процедури каниме проктори од странство кои што ни помагаат во
изведување на првите процедури, но за среќа ние успеавме сами да ја. Браво, секоја чест. И ова што го споменавте, морам да признам дека не очекував дека ќе кажете за 2 дена, меѓутоа кога станува збор за специјалисти, верувам. Добро, значи 2 дена траеше обуката конкретно за оваа метода, иначе претходно прошли обуки и обуки за другите методи. Да, верувам, меѓутоа зборуваме сега за оваа оваа метода е комбинација на претходни. Така, да. Само со некое поголемо усовршување. Така. Да, и полесно за вас. Како да ви кажам, кај пациентот кога ја завршивме процедурата беше многу брзо екстубиран, исто беше во целосна анестезија. Беше многу брзо екстубиран после интервенција, отприлика 1 до 2 сати после интервенција. Пациентот едно 4-5 сати после интервенција се чувствуваше како ништо да не е изведено. Така, која беше причината поради која што мораше да му се направи оперативен раков запад? Причината беше дисекција, односно раслојување на аортата. Што доведува до тоа? Висок крвен притисок така. Да. Која што дисекција, и тоа од предходно, од пред неколку години, која што го слабее ѕидот на аортата и се развила во анеуризма. И сега ние практично ја лекуваме анеуризмата. Има состојби на дисекции на пациенти кои што ги лечиме и акутно. Има кои што ги лечиме субакутно. Кај него се развила во хронична анеуризма. Така. И сега ние ја лечиме анеуризмата. Но таа анеуризма е исклучително близко до излезот на артеријата за левата рака. И за да имаме соодветна зона, лендинг зона, ја викаме ние, за да имаме соодветна здрава зона каде што ќе налегне стентот во аортата, мораме или да ја жртвуваме таа артерија, а не сакаме да ја жртвуваме, или да ја премостиме, или да го направиме ова што го направивме, и да ја спасиме артеријата. Така, за прв пат, меѓутоа чекаате и сигурно сум дека и други пациенти за овој оперативен зафат, затоа што имаме оваа нова метода која е многу полесна и како што кажавме, дури пациентот за колку дена може да ја напушти болницата? Пациентот за 2 дена си отиде дома. Тоа е многу дома, краток брз период после операција. Дома дојде на контрола. Но се чувствува одлично, функционира нормално. Така. Ајде сега малку совети овие последните минути да ги искористиме и вас да ви искористиме како доктор, како васкуларен хирург. Што е она и како ние да се штитиме за ова здравје, поточно од вашата гранка? Па да, најдобро е да си го гледаме здравјето за да не стигнеме до фаза да треба да се прави интервенција или операција. А за мојата проблематика најважно е да се одржува нормален крвен притисок, да се регулира диабет ако е пациентот диабетичар и да се престане со пушење, а да се применува што е можно повеќе физичка активност во смисол на пешачење или нешто посериозно. Секогаш ова го слушаме, физичката активност колку е многу важна за сите нас, меѓутоа и пушењето. Но што правиме со пушењето затоа што сепак ние сме нација која што покажува статистиката дека сме едни од оние кои што и така како имаме голем процент на пушачи во Македонија. За жал за тоа немаме решение, Еве доаѓаат пациенти кај кои што више се изведени интервенции или операции. И повторно со сите совети за да се престане со пушење и повторно ние. И зошто до толку не можеме да бидеме послушни и затоа еве сега ова утро ќе апелираме до сите. Да, мене ми е жал што и ние не можеме да влијаеме. Да, и како медицински лица што се однесува за нашето здравје. Убаво кажавте, меѓутоа еве што се однесува и за високиот крвен притисок, доведува до многу поголеми проблеми што се однесува за ова што сега го зборувавме. Што треба да сториме? И краткорочно знае да направи сериозни проблеми, еве од типот на дисекција. Но и долгорочно ако не се лекува, знае да даде многу сериозни импликации и на срцето и на крвните садови кои што потоа ќе доведат до сериозни проблеми, односно може да остават пациентот на операцион стол евентуално еден ден. Исто така, еве, според вашите гостувања, медицински лица, доктори кажуваат дека и крвниот притисок и сите оние кои што се имаат проблем токму со него, ги имаме во поголем број во статистиката покажува, за жал. Ги има во Македонија доста. Меѓутоа, еве, кога треба прво да се интервенира? Што треба ние прво да сториме кога ќе забележиме дека ни е висок крвен притисок? Дали веднаш во прв пат кога ќе ни се покачи притисокот треба да реагираме? Прв пат треба да реагираме. Треба да се јавиме најпрво на матичен лекар кој што на тоа ќе ни даде насоки како да постапиме. Веќе согласно моите информации, веќе
од скоро е симната во Соединетите Американски држави е симната граница за критериум за висок крвен притисок. Така. Ми се чини дека они више не толерираат ништо изнад 120 крвен притисок. Што правиме? Која Терапија е треба да... причината за тоа не навлегувам. Добра. Но еве развојот на медицината кажал дека што е по нормализиран крвен притисок, тоа е подобро за пациентите долгорочно. За некои некои пациенти имаат одбивност кон лекарствата кои што треба да ги пијат, да. Верувам дека е така, но убаво е ова утро ако ништо друго да ги посоветуваме овие минути да ги искористиме токму за тоа, затоа што нели знам колку толку од вашите гостувања кој е најголемиот здравствен проблем со кој што ние исто се соочуваме. Многу ви благодарам што бевте дел од нашата утринска програма да појасниме и да кажеме за овој нов за прв пат еве во Македонија во Бадем се стигна за ваков нов метод на оперативен зафат на аортата и се гледаме повторно на некоја друга тема со оглед на тоа дека сте васкуларен хирург. Добро дојдени ке ни бидете. Благодарам. Ливера, ние тука завршуваме.